Почитувани гледачи, добро утро. Слободен печат, 9 часот наутро. Можно ли е да го спречиме старењето? Колку во тоа е успешна естетската хирургија? Можно ли е со лазер да се подмладиме и за колку? Што е со ботоксот и со филерите? Утрово за подмладувањето, меѓутоа и за естетската дерматологија, зборуваме со професор доктор Андреј Петров од приватната болница Џибадем Систина. Докторе, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Благодарам што ме поканивте. Добро утро. Најавив дел од темите на кои што ќе зборуваме, конечно нешто убаво, подмладување и борба против старење. Најпрво околу лазерските третмани. Што се има Систина во лазерскиот центар и какви видови на лазери во моментот им се на услуга на пациентите? Ние имаме повеќе лазерски системи со кои работиме веќе повеќе години. Работиме со првиот лазер сме започнале да работиме некаде пред 12 години, 11-12 години. Имаме солидно искуство со лазерите. Работиме во моментот со 5 лазерски машини. Очекуваме до крајот на месец март да пристигнат уште 2 сосема нови бренд нью машини. Значи до сега работиме со фракциониот јаглерод диоксид лазер, што е аблативен лазер и се смета дека е, како да кажам, во делот на овие лазерски интервенции на кожа еден вид на Мерцедес, да кажам, во она што е во автомобилската индустрија. Работиме со ербиум лазер, кој исто така аблативен лазер, се користи за сечење на одредени израстоци на кожата. Меѓутоа работиме и со ендиак лазер, кај што се работат васкуларните интервенции, и имаме 2 лазери со кои се работат делот од овие лазерски епилации, отстранување на влакна. Едниот е диоден лазер, кој се користи за помали зони, и вториот е александрит лазер, кој се смета дека е златен стандард за лазерска епилација. Тоа е спрема протоколите најдобриот лазер кој се користи во отстранување на влакна. Кога сме веќе кај подмладувањето, колку лазерот делува врз тоа, каква е постапката, дали е болна и не, и за колку практично го враќа времето назад кај еден пациент? И колку третмани се потребни? Лазерот за подмладување обично се прави 3 пати или 4 пати. Така. Дали е болно, има минимален дискомфорт, заради тоа ние нанесуваме анестетик локален на лицето. За разлика, да речеме, од сечењето, од хирургијата на одредени израстоци, не боцкаме внатре анестетик, ама нанесуваме надворешно во облик на крем или во облик на гел. Зависи што имаме на лицето или на деколтето или на друг дел од телото, 140 минути за да може да делува, и потоа се поминува целата површина со лазер. Има потоа црвенило кое е различно зависно од тоа каков тип на лазер сте употребиле, кај тој што е најагресивниот, кај фракциониот CO2 лазер, некаде 7 дена е црвенилото, и тој ефектот е значително подобар. Така да има еден минимален дискомфорт кој го неутрализираме со анестетик, и има посттретманско црвенило кое е очекувано и треба да му се објасни на пациентот, заради тоа што мора да објасните, бидејќи секогаш објаснувањето пред почетокот на третманот е објаснување, а објаснувањето по завршувањето на третманот обично е извинување. Така да најдобре да го објасните со време, тоа што го очекува пациентот, да знае што го очекува. За колку го враќате времето назад? Се подмладува за 6 месеци, година, или индивидуално е во зависност од пациентот и од квалитетот на кожата? Индивидуално е, има значајно подобрување, се стимулира нов колаген, се отстрануваат овие површни флеки на лицето, на површината на лицето се рамни, се поширените пори се затвараат, површните лузни се отстрануваат од текот на времето или од акни или не знам од било кои други состојби, и на тој начин се подобрува многу изглед, и таа комбинација на овие модалитети на естетски третмани е единствената алтернатива на хируршкиот лифтинг кој го прават колегите пластични хирурзи. Доколку се тоа не е доволно, тогаш се оди на хируршки лифтинг, на така нареченото подигнување или затегнување на кожата со хирургија. Освен лице, што друго третирате? Секој дел на телото можеме да го третираме, значи најчесто лице, врат, деколте, раце, подлактици обично,
Се користи исто така, го користиме во деловите околу реувенации на гениталиите, понекогаш се прави, значи израстоци одредени бемки, вирусни израстоци, папиломи на кожата, сето тоа се сече со лазер. На лицето депозити, на очните капаци, ксантелазми, сирингоми. Сето бројни се индикациите кои може да се користат. Современата дерматологија без лазер практично е невозможно. Освен за подмладување, лазер користите и за трајна епилација. Колку третмани тука се потребни и на колку време треба да се повторува за да биде трајна, нели? Да не се повтори израстувањето на влакната. Трајна или ние нарекуваме, кога ќе ме прашаат, релативно трајна, заради тоа што епилацијата е нешто што треба да се повтори прво 6 пати. Второ, зависи од типот на влакната. Лазерите кои ги користиме за епилација се имаат голема абсорбциона мок од меланинот, од пигментот во влакното и всушност го уништуваат коренот на влакното. За да се фатат влакната во сите циклуси на раст, потребно е тоа да се направи 6 пати и обично е доволно. Со тоа се смета дека се уништуваат најголем дел, 90 и кусур проценти од сите влакнени фоликули. Се разбира, има одредени исклучоци, да речеме, за гениталии и за лице, заради хормоналната стимулација. Советувам да се направи тоа 8 пати, понекогаш и 10 пати, и повремено да се прави како некоја терапија на одржување, да се повремено повторува, за да биде ефектот таков како што пациентот очекува. Идејата е пациентот да биде среќен, да биде задоволен со тоа што го прави. Освен подмладување со лазер, во вашата ординација, односно во вашиот одел, нудите и боцкање, односно градување на филери и ботокс. Колку е тоа делотворно, нели, колку трае, еве да им објасниме на гледачите, и кога е вистинското време да се појавите, кога е период, мислам, времето за лазер и доколку лазерот нели успее или не успее, дали е потребно да се вградат филери и ботокс? Лазерот е нешто што е, да кажем, основа на многу третмани. Ние меѓутоа работиме со комбинирање на естетски третмани. Често пати употребуваме и ботокс и филери. Ботоксот, ботулинум токсин, односно ботоксот е фабричко име, обично треба да се избегнува, ботулинум токсин, кој во медицината се употребува долго време, особено во естетската дерматологија, е многу безбедно средство. Одлично средство за пеглање на оние брчки на лицето, кои се резултат на контракција на мускулатурата. Тие со лазер не можете да ги отстраните. Тие се резултат на контракција на мускулатурата која мора да релаксирате. И за тоа се користи ботулинум токсин. Обично на 6 месеци се повторува. Ние користиме врвни брендови, двата кои се употребуваат се германски брендови кај нас значи ние од трите најдобри двата ги користиме. И во делот на пополнувачи на ткивото, на филерите, исто така ги користиме за корекција на одредени недостатоци на лицето, да речеме некои длабоки брчки, или за подигнување на устата, или за корекција на одредени, да кажем, делови кај што се пропаднати со текот на времето на лицето. Тоа може да се прави, треба многу критично да се прави. Бидејќи денеска има многу луѓе кои не треба да боцкаат и филери и ботокс, а тоа го прават. За тоа ми беше следното прашање. Според закон можат орални хирурзи и дерматолози. Меѓутоа кај нас боцкаат и стоматолози во секоја стоматолошка ординација, меѓутоа и козметичари. Кој ќе стигне? Значи тоа е многу лошо и тоа е еден глобален тренд, но ние сега иницираме измени во одредени законски процедури, кои мислам дека за брзо време ќе се најдат во собрание. Заедно со колегите пластични хирурзи имаме формирано едно заедничко здружение за естетска медицина. И со заеднички сили сакаме да предизвикаме законски промени кои ќе подразбираат и санкции за оние кои тоа го прават на недостоен начин, затоа што вие не можете да го правите боцкањето на филери, на ботулинум токсин, работи кои понекогаш може да доведат и до компликации, дури и на најдобриот. Значи, дури и на најдобриот може да му се случат компликации, ама ако се случат во соодветна институција, тој знае како да ги реши. А ако ги се случат некаде во некој стан или на некоја забава кај што тоа се прави, тогаш последиците може да бидат драматични. Заради тоа мојот апел да сите е да се користат сертифицирани доктори за таа намена, кои законот им дава можност тоа да го прават и да се користат институции
нормално дека тоа може да бидат различни институции, не мора да бидат од рангот на нашата аџибадем систина со огромни капацитети. Значи практично барате во ординации да се прави, да бидат во медицински установи. Тоа е она што ќе го повараме и да има санкции за оние кои до тоа нема да се придржуваат, заради тоа што без санкции ниеден закон не може да функционира. Така. Има ли никаква долна и горна граница за користење на ботулинум и бидејќи се почесто и за родендани добиваат ваучери за правење на уста, подигнување, да. Така да, каква е ситуацијата кај вас? Ви дојде некој на 18 години, дали би го боцнале се секако или пред 18 со дозвола на родител? Па ја гледам и се чудам од некои од тие постапки, да ви кажам, мислам дека прво треба на детето да му возможите простор да созрее. И не мислам дека 18 години е возраст кај што со тоа треба да се почне. Така. Знам дека има многу мина, дури на моите деца, и другари, и другарки, и пријатели кои тоа ме прашувале и секаде го зборувам истото, мислам дека психофизичкиот развој е клучен прво за една млада личност, а потоа дека треба да се со текот на времето нормално да водат сметка за себе и да се користат овие работи. Кај ботоксот, кај ботулинум токсинот, влада едно правило дека може и порано да се почне, значи некаде 25 години има можност да и превентивно да делува на старењето на кожата. Тоа го покажуваат новите студии и генерално нема од него никакви штетни ефекти. Кога веќе зборуваме за пополнувачите на ткивото, кои популарно ги нарекуваме ние филери, тука треба да се биде многу критичен, за тоа што се ставаат и таму кај што не треба да се ставаат, и се ставаат и прерано. Мене често пати ми се случило да дојде пациентка, да речеме за пополнување на устата, аугментација на устата, и да јас ја боцнам 1 милилитар во двете усти, а таа да ми рече јас сакам уште. И кај мене одговорот е уште, кај мене не може. Можете тоа евентуално да го побарате на друго место, меѓутоа има протоколи, има пропозиции како тоа се прави и таа интеракција со психологијата на пациентот е многу значајна. Докторот не е должен да ги исполнува желбите на пациентите, туку треба да постапува она што протоколите и медицинската наука го бараат. Се разбира да води сметка за естетиката, понекогаш можете малку да балансирате, ама тоа е малку, не можете да ја триплирате дозата што протоколите ви кажуваат дека треба таму да се употреби. Би се случува ли да ви дојдат со фотографија и да кажете ве сакам ваква уста, сакам вакви јаболкници и што правите тука во таков случај? Ми се случува многу почесто кога ќе дојдат ќе ми речат докторе јас сакам да бидам како кога имав 25 години. Аха, ви носите фотографија? Да. И тоа е некоја возраст која ја замислите, тоа е се разбира дека дел од работите може да се поправат, меѓутоа мора да се биде и критичен. Времето си го прави своето и дел од траговите на времето не се лоши, тие може да бидат и корисни со текот на времето. Често пати на некои така и дами, па и на луѓе и на мажи кога ќе разговараме, кога веќе гледам дека тоа е некаква потреба да се биде пошто суштина ја имаат сите луѓе. Им велам дека дел од луѓето стареат како црвено вино. Така да толку се постари, толку се подобри. Се разбира, младоста е убава и сите сакаат да бидат млади, но дел од траговите од времето мора да ги прифатиме. Кога сме веќе пациенти, поделба на мажи и жени, што доктор Петров има повеќе, мажи или жени како пациенти и што бараат едните, што другите? Па вака, имам повеќе жени за естетски овие интервенции, а генерално имам повеќе мажи за медицински процедури, зашто сепак некаде 80% од процедурите кај нас се медицински процедури што ги правиме на одделот и некако имам чувство дека мажите повеќе бараат за медицински, здравствени процедури и проблеми, а жените повеќе за овој дел на естетски некои интервенции, но се разбира има и мажи, има и жени во секоја од категоријата, веќе границите помеѓу, да кажам, потребите кај мажите и кај жените не се толку драстични како што беа. И вие имате мажи што доаѓаат и за ботокс, и за, не знам, лазерски третмани на лице особено. Некаде се сосема индицирани, луѓето се во право, дека треба да дојдат и дека треба да побараат решение за својот проблем. Она што можам да истакнам е дека жените се многу подисциплинирани од мажите. Многу се подисциплинирани и посовесни се и дел дури од работите од здравствени проблеми, одредени се не поврзано со темата, тумори на кожата и други работи што ги откриваме, нив ги откриваме во многу поран
стадиум, заради тоа што многу почесто се само прегледуваат, многу почесто се гледаат пред огледало, ја забележуваат секоја промена на своето тело и во дерматологијата тоа е предност. Кожата е орган што може да се види со голо око, да речеме, за разлика од желудникот, мора да правите гастроскопија. Кожата може да ја видите со голо око и тоа е предност која има и жените се многу подисциплинирани во тој дел. Така. И за крај, дали доктор Петров користи ботокси, филери, лазер евентуално или сепак е поборник на природниот изглед? Јас не сум користел до сега ботокси, филери, што не значи дека не ми треба. Колешките кои со мене работат ми велат дека ми треба. Лазерски некои корекции сум правил на одредени работи, тоа биле повеќе израстоци одредени на кожата, така да имам едно правило, сите лазери кои доаѓаат, сите машини, вклучително и овие новите две што доаѓаат сега, Q-Switch лазерот за пигментации, тетоважи и некои други што ги набавуваме, прво ги пробувам на себе. Така. Зашто ги пробувам на себе? Затоа што сакам да го видам ефектот каков е, не сакам да се изненадам на пациентот. Ако нешто е нормално критично на некоја голема зона, сакам да прво да го пробам на себе за да видам каков е ефектот на таа машина и какви се последиците врз човекот што утре ќе дојде кај мене на третман ги остава, така да лазер сум користел и тоа можам да го препорачам на сите. Ботокс и филери не сум користел. Ботокс мислам дека ми треба, меѓутоа оставаме за војне. Оставам за војне и оставам малку да времето можеби со тие трагови на старење ме направи малку помудар бар во очите, но така. Доктор Петров, за крај една препорака до пациентите. Вистинско време кога е да се за некои од третманиве, кога треба да се појават. Медицината ја оставаме сега на страна за разубавувањето поконкретно. За лето треба да се избегнува и за лазери за подмладување, меѓутоа и за трајна епилација. Заради тоа што ако се изложите потоа на сонце или непосредно пред тоа на сонце, може да ви остави флеки. Тие хиперпигментации што лазерот ги оставува. Особено зашто во Македонија дел од пациентите се со потемна кожа, не се она светла кожа 1 и 2 по Фицпатрик, туку се некои од нив се и 3. И тука веќе може да настанат флеки ако се изложувате многу на сонце после лазерот. Затоа јас им забранувам кај мене на оддел да работат во јули и во август лазерска епилација. Некои други често пати кога дискутираме, па и со техничарите кои тоа го работиме, да таму и таму се работи. Се може да се прави, меѓутоа треба да правиме она што протоколите го налагаат, а тоа е во месеците кај што има интензивно инсолација, зрачење на сонце, јули и август, и кај што луѓето одат на одмор, лазерска епилација не се прави и третман со лазер за подмладување на отворен дел на лице, на деколте, на врат, на раце, отворени делови не треба да се прави, заради тоа што тоа е нешто што може да предизвика проблеми. Пациентот дошол за да излезе од кај вас подобар, не да излезе полош од кај вас. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Ова беше професор доктор Андреј Петров во утринската програма Слободен печат. Вие останете со нашата програма, следете не на вебсајтот и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.